Со денешното ново продолжение од Фактор здравје повторно ќе бидеме на патека на превенција под нашето мото Мислете на себе. Токму затоа ве поканувам да останете и денеска со Фактор здравје, вашата здрава навика, која што и денеска повторно ќе ви понуди нова доза на информации. Јас сум Илија Николовски, во името на целата екипа од емисијата ви посакувам добре дојде и убаво да се чувствувате со новите информации кои што ќе почнат токму по оваа прва најава. Со првата рубрика Истражувањата докажаа ќе отидеме до Банкок, главниот град на Тајланд, од каде што група научници од Државниот универзитет докажаа дека јадењето на лута храна може да има многу придобивки за здравјето. Според публикуваните истражувања и факти на група научници од Универзитетот во Банкок, докажаа дека јадењето на лута храна, освен што може да биде повкусно како јадење, може да има и големи придобивки за здравјето. Група на научници обсервирале 16.200 возрастни лица во период од 6 години. Оние кои јаделе лут и пиперчиња најмалку еднаш месечно имале за 13% намален ризик од смрт предизвикана од срцево заболување или мозочен удар. Позитивниот ефект бил постигнат благодарение на компонентата капсицин, која го дава лутиот вкус на пиперчињата. На телото му помага да го претвори белото масно ткиво во кафено, кое поефикасно ги согорува калориите во споредба со белото. Освен за слабење, капсицинот придонесува за спречување на покачувањето на шеќерот во крвта, што е многу важно кај лицата со диабетес мелитус тип 2 заболување. Кај мажите пак кои јаделе лута храна, забележано било повисоко ниво на тестостерон и либидо. А од Банкок се префрламе во Скопје, поточно до Newborn Clinic, центарот за плодност, со кој што повторно денес ќе соработуваме на новата тема насловена нарушен дисбаланс, односно дисбаланс на метаболизмот и хормонални нарушувања поврзани и следствено на тоа со инфертилитетот или неплодноста. Кога зборуваме за Newborn Clinic, центарот за плодност, дозволете ми уште еднаш да ве потсетам на двата директни телефонски броеви 022734 и 077443443. Токму со оваа институција која што веќе е референтни докажана, денеска понудената тема дисбаланс на хормоните, инфертилитет или неплодност ќе ви ја презентираме преку гостувањето на доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер. Добар ден, доктор Трајковски, и оно што би ве прашал прво со првата информација и лутите пиперчиња, дали ги конзумирате, со оглед на фактот дека докажано еве работат на зголемување на здравјето во целина? Да, повеќе од еднаш месечно. Да. Добро, како сте вие денеска расположени повторно што сте нас гостин? Фала, убаво. Да, ви благодарам во името на екипата од Фактор здравје, а можноста да комуницирате со нас и да бидете во контакт со Фактор здравје ќе ви овозможиме по првиот блок реклами. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Немаже. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Мокрев често. Особено ноќе станував по неколку пати. Најмногу ме плашеа болките и ургентниот нагон за мокрење. Лекарот предложи терапија и доколку нема подобрување, операција. Но за среќа ми предложи заедно со лековите да го користам Г132 плюс натурал зелено пакување. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам Г132 плюс натурал ми го смени животот.
Наздравлje! Jedna kapsula dnevno G132 plus naturo i zaboravit ćete kad ste bili posljednji put bolesni. Денеска во Фактор здравје зборуваме за хормоналните нарушувања и неплодноста, односно каква е поврзаноста и последиците пред се од хормоналните нарушувања. Кога зборуваме за хормоните, односно тие кои што се дел од ендокриниот систем кај секој човек, посебно кај жената, зборувајќи за оние кои што имаат влијание врз репродуктивното здравје или стварањето на потомство кај жената, во прв ред треба да се земат во предвид естрогенот, прогестеронот и тироидните хормони, но и за останатите аспекти денеска ќе разговараме. Уште еднаш ќе подсетам со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер од Центарот за плодност Њуборн клиник од Скопје. Доктор Трајковски, јас малку почнав, кажав и споменав некој вовед во однос на хормоните. Убаво е од вас стручен аспект да го слушнеме мислењето кои се тие хормони кои што пред се вам како гинеколог акушер ви се од исклучително значење и кога всушност почнува нивното дејство кај секоја жена. Практично не период, нели, кога едно дете ќе почне да се чувствува, нели, како женско, и кога почнуваат циклусите менструални, кои што го вклучуваат тие циклични промени на хормоните, е она доба на првата менструација. Тогаш почнува всушност да се воспоставува нормален ритам, цикличен. Тоа е еден период кој што е многу важен и кога се осознава, нели, и собственото тело и начинот на кој што тоа функционира за женското. Кога зборуваме за хормоните и жените кои што ги носат хормоните и кои што се за вас како гинеколог акушер од исклучително значење, споменав дека тоа се прогестеронот, естрогенот и тироидните хормони. Има ли уште некој кој што е исклучително важен во однос на репродуктивното здравје на жената? Групата на хормони е малку поголема да вие што ги спомнавте. Тоа се гонадотропините, естрогенот, прогестеронот, тироидниот статус, односно тироидните хормони, пролактинот и андрогените, во случај кога имаме нарушување на менструалниот циклус. Кога зборуваме за менструалниот циклус, рековте кога веќе почнува тој да се јавува, тогаш и женското лице или секоја девојка, млада девојка во пубертетот се осознава себе си, дали подоцнежното или пораното крварење или почнување на менструалниот циклус значи дека во текот на животот ќе има некој проблем со нарушување на хормоналниот баланс и плодноста или неплодноста во целина. Во право сте, има една, да речеме, старосна граница кога треба да се јави првото крварење, кога ќе се надмине таа, односно кога ќе се дојде во она доба кога најголем дел од женската популација почнува со цикличниот ритам менструален, треба веќе да се упати, нели, на еден совет, ако треба и на преглед и понатаму и на лабораториски анализи, во случај да отсаствува на регуларно крварење, или пак после првото попинува долг период до наредното крварење. И така натаму се надоврзуваат едни практично неуредни крварења едно врз друго. Тогаш веќе треба да се побара стручна помош, ислење и сето тоа да биде на база на крај на едни анализи спроведени. А дали во младоста, кога ќе се јави првото крварење или првата менструација, треба и тогаш да се консултира гинеколог акушер? Или? Кога ќе се јави првата? Да. Во колку сметаат родителите дека треба, дека не е доволно тоа што може да му го пружат на женското дете, или дека има поголеми побарување прашања кои што не може да ги одговорат, треба. За да се запознае со сето тоа што следи понатаму и што да очекува и што треба и не треба да ги вознемири. Ја за момент ќе ги поканам и гледачите, иако телефонските броеви ги имате веќе на вашите екрани, 60911924 и 60911925, ви овозможуваат директен контакт со нас денес во Фактор здравје. Темата која што ви ја нудиме е насловена хормонални нарушувања и неплодност, тема која што ја обработуваме со Њуборн клиник, Центарот за плодност од Скопје, кој што се наоѓа на булеварот Борис Трајковски, број 43 во Скопје и достапни се секогаш на глобалната мрежа за дополнителни информации и новини
на www.newbornclinic.mk. Доктор Трајковски, кога зборуваме за хормонални нарушувања, што всушност се случува во телото, освен она што го рековте на почетокот, ако има задоцнето крварење или нерегуларни менструални циклуси? Во контекст на нели нашата професија на Newborn клиниката на инфертилитет, практично делот паровите кои што се обраќаат за помош, било каква, не е само за инвитро, е како причина се и тие неуредни, практично нерегуларни циклуси, кои што се ги нарекуваме практично како ретки менструации, односно ретки менструални крварења, каде што од едно до друго крварење поминува подолг период од ние 28 до 21 до 35 дена, добиваат по неколку менструални крварења во текот на годината, кои што во голем дел се и ановулаторни, потоа во склоп на таа нерегуларност на циклусот, препознатливи се и други манифестации, како што може да бидат и засилена влакнатост, потоа проблеми со телесната тежина и така натаму, кои што потоа се практично основа од кај што се почнува со соодветни претраги, а основни се лабораториските. Кажавте дека лабораториските се основни претраги, односно начини на откривање и утврдување на оваа фактичка состојба, дополнително дали потребно е уште некакво исследување или анамнестички податок за да се укаже дека станува збор за хормонално нарушување? Да, тоа иде во комплекс заедно со ултразвучниот преглед. Без разлика дали се работи за проблем со парови и со неплодност, или се работи за едноставно за индивидуи кои што не се ни во заедница и без разлика и дали почнале или не почнале со сексуални односи. Ултразвучниот преглед во комбинација со лабораториските анализи. Главно е тоа што родителите и паровите, особено родителите, не треба да ги загрижува. Зборуваме за младите девојки. За младите девојки, кои што не се секогаш и толку млади, меѓутоа често пати доаѓаат заедно, дека не треба да ги загрижува состојбата, за се може да се најде начин да се третира. Важно е на почетокот, кој ќе се забележи било каква нерегуларност и било какви други општи знаци, како што ги спомнавме претходно, дека по соодветните претраги следи и третман, кој што ќе доведе и до ослободување од сите оние несакани моменти, како што е и засилената влакнатост, како резултат на еден хормонски дисбаланс и една зголемена количина на андрогени, односно машки хормони, и нерегуларниот циклус може да се среди и како и да е, и исто така може да се делови на телесната тежина. Овде кога зборуваме за овие хормонални нарушувања, пред се акцентот ни е ставен на оние девојки или жени кои што се во фаза на остварување на своето мајчинство или потомство, но чинам дека хормоналното нарушување може да ги опфати и жените кои што веќе завршиле со тој дел од својот живот или со репродуктивното здравје или со своето потомство. Па веќе почнавме да збориме за нешто што широко се кажува како синдром на полицистични јајници. Тоа е еден сегмент од хормоналните нарушувања кои доведуваат до инфертилитет. И би кажал само дека малку е терминот сватен како нешто што се случува на иниците појава на цисти. И разбирањето околу тоа се сведува на поимот циста, но воопшто не е во релација со таква патологија на јајникот, всушност се работи за мноштво од ситни фоликули. Потоа исто така да спомнам дека во таа група на хормонални нарушувања може да се и нарушувањата на тироидните хормони, пролактинот и други поретки проблеми кои што
ги доведуваат некојаш и до фаза на потреба после повеќе годишно нели трудење на сите други конзервативни начини, да речем условно, да се дојде до нели потомство, ги доведуваат паровите до инвитро. Но не секогаш ова хормонално нарушување завршува, нели, со инвитро или со биолошки подпомогнато оплодување, затоа ќе зборуваме во вториот дел од емисијата. Во овој прв дел уште би сакал да споменам, кога веќе ги споменавте синдромот на полицистичните јајници и оние тироидни хормони, дека тука во тимот во однос на пристапот сигурни колегите субспецијалисти и ендокринолози имаат свој дел од работата, односно во корелација со вас, гинеколозите, акушерите работат. Убаво го кажавте тоа, пристапот кон ваквите состојби секојаш е заеднички со ендокринолозите. Или специјалисти за молекуларна медицина, нели, кои што исто работат тироидна жлезда и заболувања. И специјалистите по нуклеарна медицина, и ендокринолозите, и исто така, бидејќи следуваат и други испитувања кои што спаѓаат во доменот на радиологијата, и специјалисти од таа област, во колку има промени, понекогаш и до хирурги. Уште еднаш сакам да потсетам дека со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер од Центарот за плодност Њубон клиник од Скопје, денеска зборуваме на тема хормонални нарушувања и неплодност, а сите вие доколку сакате да бидете во контакт со Њубон клиник и да закажете преглед, да се консултирате и да побарате стручно мислење кое што е бесплатно како совет, слободно обратете се на 077 443 443 и 022 734 350. Сакам да споменам дека освен на приватна основа, услугите во Њубон клиник се достапни и со подкрепа или со поддршка на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија во смисла на искористување на ваучерите за инвитро или биолошки подпомогнато оплодување, што како опција и можност за остварување на ваше потомство ви ги нуди тимот на Њубон клиник од Скопје. Уште еден аспект овде би сакал да споменам, бидејќи рековте хормоналното нарушување како симптом или последица знае да даде влакнетост, понатаму друга низа на симптоми, дали тоа е поврзано и со психичкото здравје на жената во смисла на нарушено или ментално здравје пошироко гледано? Менталното здравје не би рекол дека е застегнато, туку оној психолошки момент што рековте, социјалниот момент, срамот од некои појави на телото и да не се воопшто грижат, бидејќи за се има едноставно третман, вклучително и регуларните циклуси кои исто така доведуваат до една нелагодност во секојдневието, она исчекување да настапи и таа игра на хормоните во телото оставаат траги врз тој психосоцијален момент. Но убаво кажавте, тоа е состојба која што е транзиторна. Транзиторна е, бидејќи за се постои третман, значи и девојките, односно девојчињата, може да се обратат и ќе добијат дали кај матичниот гинеколог или кај нас не е важно, по соодветно спроведените исследувања ќе добијат адекватен третман и сето тоа ќе се изрегулира на еден начин кој што ќе им овозможи и да се ослободат и од сите несакани последици од тој хормонски дисбаланс. И стравови би рекол, или исчекувања, недоумици, да. За третманот ќе зборуваме во продолжение. Благодарам за овој воведен дел од разговорот, а по блокот реклами останете со Фактор здравје и денешната тема која што ви ја нудиме, а е насловена дисбаланс или нарушени хормони, хормонални нарушувања и неплодност. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Чао, геймери, ево за вас сам донео еден специјални G-Kids. Може? Не садржи шеќер, раствара се у води, куркума му дае наранџасту боју, а природним путем се дошло до ароме бреска. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids.
Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку. Безболно со екзајмер лазер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. 20 години боледам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено опакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. G132 плюс Natural, помоći kod najtežih bolesti. Во продолжение на емисијата ве очекуваме вас и вашите јавувања доколку имате интерес на 6091-924 и 6091-925. Она што денеска ви го нудиме како тема за разговор и дискусија се хормоналните нарушувања и неплодноста со гостувањето на доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер од Центарот за плодност Њубор клиник од Скопје. Доктор Трајковски, во првиот дел од разговорот споменавте дека многу луѓе ги мешаат полицистичните јајници и прави забуна дека всушност тој синдром на полицистични јајници не значи дека има цисти во јајниците. Туку рековте дека тоа е поврзано со фоликулите. Би сакал тоа да го објасните и да биде подостапно за гледачите. Тоа значи дека има мноштво на фоликули на двата јајника. Паралелно, значи. Паралелно, да. Така што тие сами по себе не значат ништо страшно. Резервата на јајниците сосема задоволителна, цисти не постојат, меѓутоа тој хормонски дисбаланс кој што се јавува кај тие индивидуи практично носи една практично ановулаторни циклуси, без овулација, без плодни денови. Ќе зборуваме подоцна, ако дозволите да го слушнеме првото јавување. Добар ден. Ало? Добар ден, господја. Добар ден. Добро дојдовте во Фактор здравје, ви очекуваме со вашето прашање. Ви благодарам и поздрав до емисијата. Благодарам. Само ќе ве замолам да нема забуна, намалете го тонот на вашиот телевизор. Изборувајте во слушалка. Вака. Имам кирка 28 години. И се јавија, имаше премногу чисто лице и се јавија на лицето премногу мозолчина. Премногу. Излегуваат со гној, па тврди, па некој гидат и така натака. Изврши преглед на хормоните и рекоа дека е во ред. И дадоја апчина Дијане. Меѓутоа менструалниот циклус и е во ред. Не се престана да излегуваат мозолчината, значи лицето е веќе грозно дори. Барам помош од докторот. Дали ова доволно, докторе, за одговор или ви треба уште? Да, благодарам господјо за вашиот интерес, што се јавивте и поставивте прашање. 28 годишна прилично возрастна особа, овако може слободно да се обрати кај нас и кај гинеколог. Веќе во таа возраст која веројатно си има и свој матичен гинеколог,
Јасно кажавте дека во одреден сегмент помогнале таблетите што ги препишале. Има и други опции на хормонски препарати, така што пред да се донесе одлука за било каква промена од терапијата, би требало да се консултира било каде и да се смени терапијата. Па да се види дали промената ќе донесе ефект на овој естетски проблем што го спомнавте. Значи мозолчињата премногу што ги спомена мајката се резултат на тоа хормонално нарушување. Да. По ова што го одговарате, да. Добро, благодарам за овој одговор и да се вратиме на она што го зборувавте, поентите во однос на полицистичните јаници, но претходно повторно имаме јавување. Добар ден, ве слушаме и вас. Добар ден. Добро дојдовте, господине, и вие. Фала, благодарам. Поздрав за емисијата, сакам да го прашам докторот. 25 години сум специјалист по задна техника, но имам грануломи по лицето. Добро. Имав оперативен зафат на лицето и мислам дека ми кажа дека немам повторно да имам грануломи, но пак не се појавија. Што е проблемот? Дали до храната или самото време, самото влијание на времето? Дали е доволно? Да. Да, благодарам и за вашето прашање. Не знам дали е исклучена било каква инфекција во поглед на овие промени што се јавуваат и не знам до каде се спроведени другите исследувања, зашто веројатно е опција единствена била во моментот да се решат тие хируршки, но како што кажа има повторување, така што веројатно треба да се спроведат дополнителни исследувања и да се најде правиот третман, може и да следи медикаментозен и причинител. Да. Тоа е поважно во однос на терапијата, нели следствено по протокол да се даде и да го завршиме тој контекст на одговорот ваш во однос на полицистичните јајници. Синдромот што зборувавте дека всушност не се тоа цисти нели на јајниците, тоа се поголем број фоликули кои што се јавуваат истовремено на двата јајника. Да, тоа е една состојба која често пати ги доведува до една како се кажа веќе нетрпение. Посебно паровите кои што очекуваат нели бременост, но постојат повеќе модалитети на третманот и сепак треба да бидат трпеливи, зашто навистина е потребно еден можеби подолг временски период, бидејќи треба да се влијае на повеќе нивоа. Едно е да се воспостават, може на почетокот на ние се уште немаат желба за потомство, да се воспостават регуларни циклуси и да се доведат до некаде во нормално ниво хормоните со една континуирана подолготрајна хормонска терапија. Потоа, оние особи кои што имаат проблем со тежината треба исто така да делуваат на тој сегмент. Некогаш и самото намалување на телесната тежина, која што е честа појава кај оваа состојба, доведува до враќање на до практично појава на нормален ритам менструален со плодни циклуси и до бременост. Меѓутоа кај оние упорните кои што тоа ќе го спроведат низ еден подолг период од 6 месеци до 1 година и до ниво кој што е на база на нормалната телесна тежина. Таа цело време телесната тежина изголемената или прекумерната ја споменувате, таа е всушност регулирана, доколку се регулира, се друго некако се нормализира во однос на метаболизмот и хормоните. Онај ексцес на хормони кој што практично е циркулира низ телото, ќе се доведе во баланс и може да се делува на јаниците, но ќе збориме подоцна. За третманот, да. Уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ало? Да, господјо, ве слушаме. Во програма сте. Вака. Тука една баба од внатрешноста. Добра. Би ве замолила да ми одговорите на едно прашање. Мојата внукичка има 13 години, а се уште нема добиено циклус. Добро. Ме интересира дали постои крајна граница до кога треба тоа да се деси,
А би ви кажала и тоа дека повремено има тегоби во долниот дел на стомачето, така како болки, како стегање, али се уште нема тоа што треба. Дали ва доволно, докторе? Благодарам и за вашето јавување. Дали треба да е загрижена бабата? Или? Вие кажавте една граница кога се очекува првата менструација, но девојчето имало 13 години. Убаво што забележала тие симптоми кај девојчето, најверојатно тие болки значи најавуваат скорошно воспоставување на менструален циклус, па уште еден период од 6 месеци до 1 година да се почека, а потоа може да се однесе на преглед. Благодарам. Да си отиде нормално, со согласност на девојчето. Благодарам и за овој одговор и веднаш го вклучуваме и следното јавување. Добар ден. Добар ден, поздрав за емисијата. Поздрав и до вас, господјо. Ве слушаме со вашето прашање. Така, ќерка ми имаше полицистичен јајник на возраст од 21 година. Пред еден месец, точно на 21 ден, прогестеронот е проверен и излезува резултат 15-0. Што значи тоа? Како докторот ќе ми го пообјасни, бидејќи ево нормала, но предходниот месец овулацијата настана болно. Добро. И со тегоби, да речам. Следниот месец ќе видиме како ќе биде, дали се работи за дисбаланс, дали е храната да се смени или што ќе посоветува. Што значи? Дали во доволно, докторе, за одговор? Благодарам и за вашиот интерес. Да. Прогестеронот 15. Да, практично ствари лабораториски кај вашата ќерка е докажано дека се одиграло циклусот низ 2 фази, односно дека имала и овулација и втората фаза докажана. Не знам колку е нерегуларен тој циклус, но ако е навистина се ретки менструалните крварења, треба да се регулираат. Тоа ќе доведе и до повеќе ефекти, како и да е, ќе биде и психички ослободена со воспоставување на регуларните менструации. Овој момент да го искористам околу третманот, да кажеме неколку аспекти, она што го праша господјата, дали режим на исхрана или менување на некои навики покрај медикаментозната терапија може побрзо да значи хормонално балансирање или враќање во нормала на хормоните? Мора да се балансира исхраната, некојаш се вклучуваат и медикаменти во однос на тоа, бидејќи кај одреден процент на овие на особи со ваква состојба имаме практично една изразена хиперинсулинемија, односно резистенција на инсулин во телото, така што постојат медикаменти и за тоа. Во комплекс со соодветна диета, сите овие параметри може да се доведат во една нормала, со крајен ефект на воспоставување на регуларни циклуси и намалување на телесната тежина, без употреба на хормонски препарати. Предходно спомнав дека може да се делува и на јајниците засебно, и тоа хируршки, каде што посебно кај паровите кои што сакаат потомство, сепак е тоа оперативна интервенција, лапароскопија, минимално инвазивна. Минимално инвазивна. Самата процедура и не трае долго и е едноставна за спроведување, со тоа што се прави практично слободување на јајникот со пункции со електричен инструмент, мултипни пункции на двата овариуми, со тоа што се ослободува од она количество на оние хормони кои што практично доведуваат до тој дисбаланс и скоро кај 2/3 во тек на 2 години доведува до спонтана бременност. Значи без инвитро, односно без биолошки подпомогнато. И за крај имаме уште едно јавување на линија. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вие сте добродојдени. Со задоволство ве слушаме. Да, ве поздравувам. Поздрав и до вас. Благодарам. Би сакала доктору да го прашам. Пред 7 години оперирана сум од гинеколошките органи сите. Дали постои некоја друга опасност, хормонален некои проблеми
и што би ми препорачал докторот за понатаму сега? Дали ова доволно, докторе? Да. Благодарам и за вашиот интерес и јавување. Рековте сите, сега вака би кажал, ако се извадена само матката, тогаш ги имате јаниците, кои што практично го одржуваат циклусот. Не знам на која возраст сте, дали сте пред менопауза или после менопауза, а во колку се отстранети во комплект јаници и матка, немате опасност од хормонални проблеми во однос на јаниците. Никакви. И она што сакам за крај да ве прашам, кажавте дека по решавањето на проблемот со хормоналните нарушувања многу често доаѓа и до спонтано или природно забременување, што е со полицистичните јајници, кога ќе се реши тој синдром на полицистични јајници, дали медикаментозни или хируршки, дали по автоматизам овие двојки, односно жени, одат на инвитро третман или повторно зборуваме за спонтано забременување? На инвитро третманот најчесто оние најтешките случаеви, кај што и покрај сите употребени претходно овие методи што ги спомнавме, не доведува до резултат, меѓутоа тука и најчесто е имплициран и инволвиран и машкиот фактор. Дополнително како теши, би рекол. Друг аспект во однос на неплодноста треба, би сакал да нагласам дека нели као подготовка за едно инвитро е многу важен и тироидниот статус, кој што исто така е врзан со неплодноста како засебен, и пролактинемијата, односно самиот пролактин. И тоа се зема во предвид, треба да се регулира за да, нели, жената пред се биде подготвена за соодветно инвитро оплодување понатаму. Еве ова нека, да? Сакавте да кажете уште нешто? Да, треба во целост да биде подготвена, затоа што дури да се решат да се реши гојазноста колку што може, не преку границите што реално ги може особата, туку тоа е заради самиот факт што неразрешените проблеми претходно носат ризик за помал успех од инвитрото, зашто онака не е 100%. Сигурно. Ви благодарам и во ова нека биде идеја за или предлог за нова тема која што ќе оствариме со ваше следно гостување во Фактор здравје. Овде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и присуство во емисијата и носете поздрави од нас до тимот во Њупорн клиник. Благодарам. Благодарам. А уште едно подсетување, сите вие кои што сакате да бидете во контакт со доктор Владимир Трајковски, специјалист гинеколог акушер и тимот од Њупорн клиник, дека наједноставно е да ги комуницирате и да се јавите на 022734 и 077443443. По писмен пат можете и тоа да го направите на www.newbornclinic.mk или директно на булеварот Борис Трајковски, број 43 во Скопје. Ви благодарам за вашето внимание и соработка и останете во одлично здравје до утре, кога повторно ќе се дружиме со новата емисија на Фактор здравје.